Адвокатот на Џей-Зи Алекс Спиро во понеделникот изјавил дека наводите на Џей-До, која го обвини хип-хоп магнатот дека сексуално ја нападнал заедно со Шон Компс во 2000 година, се невистинити. Понеделникот изјавил дека наводите на Џей-До, која го обвини хип-хоп магнатот дека сексуално ја нападнал заедно со Шон Компс во 2000 година, се невистинити. Сето ова е фантазија, им рече Спиро на новинарите на приватен состанок одржан во канцелариите на Џей-Зи во Њу Јорк, пренесува CNN. Очекуваме случајот да биде отворен, изјави тој. Спиро преку презентација објаснил дека наводите од тужбата на обвинителот се лажни. Ниту еден од деталите не е точен, бидејќи тоа никогаш не се случило, изјавил Спиро. Во изменетата жалба поднесена од Џей-До е наведено дека Џей-Зи ја силувал на забавата по доделувањето на музичките награди на MTV во 2000 година, кога таа имала 13 години. Џей-Зи, чие име е Шон Картер, претходно бил неименуван во оригиналната жалба, која првично беше поднесена во октомври против Компс. Презентацијата на Спиро пред новинарите беше направена неколку дена откако Џей во едно интервју признала дека има недоследности во незината оригинална приказна, иако потврди дека Картер бил меѓу оние кои ја силувале. Направив некои грешки, сепак никогаш не треба да дозволите она што некој друго направил да ви го уништи или управува животот. Само се надевам дека можам да им дадам сила на другите да излезат и да го кажат тоа јавно како што излегов јас. Во жалбата на До против Компс и Картер, таа навела дека била однесена на забава од возач на лимузина каде што содржувал настанот на MTV. Спиро рече дека тоа не било возможно поради тоа што лимузината била чувана од полиција за да се спречи настапот на јавноста.